доделени годишните новинарски награди. Добитници се Сонја Колевска-Делевска за истражувачко новинарство, Убавка Јаневска и Даниела Саздова за теми од локалните среди. Јадранка Костова со својот новинарски капитал е лауреат за животно дело и опус. Уредник и водител на култни ТВ емисии во неколку телевизии. Хроничар на сите транзиции и кризи на патот на македонската транзиција. Речиси 2 децении е дел од фокусовата критичка лабораторија, што е основа и ја остави Никола Младенов. Господја Костова, најпрво честитки за наградата. Никола Младенов остави аманет. Колку чини слободата, колку денеска чини слободата. А ако бевте со Никола Младенов, можеби најгласните критичари на секоја власт. Да. Колку чини слободата, чини, видовме. По многу примери. Никола го осети, тоа беше еден од да ги наречам хорор периоди, кога фокус стартуваше покрај неделникот и со дневен фокус, како што велеше он, дневна доза на критика. Не е целта критиката колку да се критикува некој. Поентата е дека тој што има моќта и власта, тој забегува, власта расипува. И вие треба да бидете некаков коректив, да влијаете на јавното мислење. Тоа е поентата. И се сеќавам кога 98 или СДС и Бранко Црвенковски ги загубија изборите, дојде Љупчо Георгиевски со Пурковски. Од првото составување на владата, Никола излезе, насловната на Фокус беше кој ти ја состави оваа влада војводо, со такви критики за кадровскиот состав. И тоа шок предизвикува кај луѓево, затоа што тие сметаат, нели вие сега ќе си бидете со тоа што го зборува опозицијата, вие ќе го повторувате. Тоа се случи откако падна владата на Груевски после колку 12 години. И добар дел очекува дека, нели, вие сега сте вечно се што ќе прави владата на СДСМ, вие ќе бидете, ќе го афирмирате и само ќе климате со глава. Значи, поентата ми е, мисијата на медиумот, на новинарите, ја не оспорувам, може некој да биде наклонет на една или на втора страна, но вистината е пред се. Интересот на јавноста и на општеството и за државата е да оди напред, доколку тој што е на власт се плаши од, нели, јавното раскринкување на одредени скандали. Колку македонските медиуми, па и ние самите како новинари сме отпорни на притисоци. Колку денес македонското новинарство може да се нарече како професионално и објективно? Значи, јас сум работела во еден медиум во кој собственикот имаше список од 30 на компании кои не смеат да се пипнат во негативен контекст, затоа што нели соработува со нив и затоа што се огласуваат. Беше жално што во одредени периоди, дури и во медиуми кај што сум работела, кој е критички настроен кон владата, доволно беше премиерот да ги викне на еден ручек 10 бизнисмени и нема да им забрани, но само ќе забележи, а вие се огласувате во тој и тој медиум, да речеме. И се случувало по 3-4 огласувачи наеднаш да прекинат. Ке ви шепнат што е, но што можете вие? Се менува дело тоа. Веќе имаме модерни менеджменти кои знаат што значи пиарот, но кај добар дел доминира тоа дека ако јас се огласувам или се рекламирам овде, тоа значи дека не сме ништо ни најмалку нели нешто сомнително да биде објавено без оглед дали таа компанија е влезена во некакви, да речеме, сделки со државата кои може да бидат сомнителни. И тоа функционира. Така да покрај тоа ги имаме нели тие политички притисоци. Не можам да речам дека некој од властилува ми реагирал во било кој медиум. Уште еден новинарски бренд Терол Ризаов денуваме ќе забележи ниту еден македонски медиум не смогна храброст и сила да испрати своја екипа да известува од кризните подрачја. Говорам за руско-украинскиот конфликт. Толку сме
самодоволни на некој начин, само обкружени со, занимавајќи се со Мицковски, Заев, Ковачевски, Османи, Али Ахмети. Ама го ние погледни еве по телевизиите. Види, јас мислам подолго трае временската прогноза во минутажа отколку вестите од светот. Ние сме обседнати сами со себе. Ако го вратам филмот, зарем кога траеше војната во бившата Југославија, нели, Хрватска, Босна, бомбардирањето на НАТО на Србија или Косово, па не се сеќавам баш дека имаше некои екипи. Критички ги обсервирате сите настани, речиси сите настани и личности од времето на транзицијата, процесот на приватизација, конфликтот 2001 и серија други настани кои ги одбележа овие 3 децении самостојна. Дали македонските медиуми и новинари се заробеници на одредени олигархиски канџи? Па или олигархиски, или во одредени случаи блиско со одредени партии. Како кога одеа владините реклами во милиони и милиони евра владата на Груевски, се знаеше каде одат тие милионски суми. Фокус не добивал никогаш. Дури во една пригода правевме тема. Колешката Мири Јордановска реков да прашаме владава како се делат, нели, по кој критериум. Ние никогаш не сме ни имале од таа влада. Се чекаше по закон за слободен пристап на информации 30-тиот ден во кој добивме одговор дека е класифицирана информација. Ве молам, како по кој критериум се делат, била класифицирана, значи од безбедносен ранг. Пародично се сеќавам кога доаѓа Дуња Мијатовиќ од ОПСЕ, не контактираат многу меѓународни невладини организации заради пресијата под која беше нели подложен Фокус. Кога го кажав ова, се насмеа и рече, ова и нашиот Додик не му текнал. Значи, ви се блокирани сите да добиете нормален одговор на нормално прашање. И така да, дел од тие медиуми, големиве национални телевизии, беа врзани на таков начин, затоа што собствениците на медиумите се бизнисмени, распослани во разни области. Медиуми има само една алатка, нели, која служи во корист на бизнисот. Кога се затвори, она што се случи со А1 телевизија и Велија Рамковски, беше пред се порака и до другите собственици, а никој не бил толку чист, што може да ги снајде и до кај е спремна власта да оди. Така што, како што реков, едната страна е оној што има власта, како може да ве држи под контрола, второто се огласувачите и на крај читателите или гледачите. Колку сте релевантен, колку ви веруваат, некојаш може да и нема да биде некој толку гледан, ама е влијателен, да речем, му тежи зборот. Почитани гледачи, следите разговор со Јадранка Костова, овогодишен добитник на наградата за животно дело Крсте Петков Мисирков. Костова во последен период впечатокот ми е дека се повеќе заживува истражувачкото новинарство. Дел од нашите колеги храбро одлучуваат да ги соголат на некој начин одредени политички бизнис мокници. Дали тоа е трендот на кој треба сите сега да се насочуваме како медиуми и како новини? Да, тој тренд ме радува, точно, постои таа тенденција. Извонредни новинари се развиваат на тој план околу, нели, истражувачките техники и тоа треба да биде улогата на медиумот. Но, говорам, вие треба да имате институции кои на тоа ќе реагираат. Корупција, нели, сомнителни тендери, криминали од луѓето од власта имате и во најразвиени европски држави. Што е разликата од недовршени демократи и развиени? Таму веднаш реагираат институциите. Кај нас треба да се случи дури да падне таа власт за да се покрене нешто. Дури мислам дека и кога
за време на една власт, некој од тие, во секоја влада имало некој министер од истата партија за кој се водела кривична постапка. Но обично тоа сум го толкувала, изгледа овој излегол од партиската шема, затоа што многу поголеми криминали може да откриете, а да има молк. Мислам дека сепак нешто многу малку се менува околу тој институционален одговор, но има некои ситни промени, но добро е истражувачкото новинарство што зема замав и тоа треба да продолжи. Ќе ве вовлечам при крајот да разговарат малце околу политичко-економските предизвици. Се соочуваме со нова економска криза како последица на руско-украинскиот конфликт. Задоцнети мерки, популистички потези? Како што доцневме со вакцините, гледам дека и ќе се согласам со она што од опозицијата го рекоа. Ако ние сме имале од пред неколку месеци информации што се подготвува во Украина, мислам дека требало да се реагира порано, да не се инаку целиот свет ги чувствува последиците и најразвиените земји. Но погледнете кога од Европа ќе речат, ама ние не можеме да прекинеме со увоз, да речеме на рускиот газ, тоа би значило за нас, тоа се развиени држави, па гледате како тие внимаваат, еве, ќе увезуваат и натаму руски газ. А ние предничиме веднаш да се приклониме до сите мерки што, Западот и развиени држави ги презимаат. Иако и тие држави многу побогати знаат да калкулираат. За вас очекувано, ненадејно и експресно повлекување на Зоран Заев од премиерската позиција, или можеби странците му дошепнаа време е да се повлечеш, влеговме во трагата на некакви нелегални трансакции. Да, има такви некакви теории објаснувања кои не можете да ги подкрепите сега. Ако сте професионален новинар, јас го нарекувам тоа новинарство, ми кажа еден човек. Еве, колку да ви е сериозен изборот, како тоа ќе го подкрепите? Да, имаше одредени скандали што навистина имаат и меѓународна димензија, дека некои работи и оваа влада видовме како котираше на рангирањето за корупција. Да. Сега и самиот Заев се навлече, како да кажам, не е сега ничим изазvan. Самиот каже, еко, ги правевме математиките за град Скопје, првиот круг. Значи, самиот кажа, ако мислеше со тоа дека ќе мотивира, дека ако Скопје го изгубат, ќе се повлечат. А математиките говореа дека ќе го изгубат Скопје. Сега, дали мислеше дека со тоа ќе влие да донесе повеќе гласови, не знам. Веројатно некој му давал лажна надеж или го удирал по рамо дека добро е шеф етере. Но види, но тоа се окей гестови и да се повлечеш која си, затоа што мислам во нарангирање за економис, од хибриден режим скокнавме нешто, демократија со пречки, како. Таму токму потегот на Заев е оценет добро, тоа е демократски чекор. Една Тереза Меј си даде оставка од премиерската позиција после Брекзит. И незиниот став беше контра. Но не знам, ние немаме демократски традиции. Треба да се научат, или не мора Брисел, како велат они, кам шикарот да ни наредува. Денеска светот ви е на дланка, гледаме што се случува, едноставно да го фатиме тој правец, така што не гледам дека е тоа нешто драматично. Јадранка Костова, на крајот, каква порака би им дала на помладата генерација на новинари? Многу е битно. Оној што се занимава со новинарство, да ја има таа страст и жар. Сум работела во повеќе редакции и секогаш ги детектирав оние кои ќе открија нешто, така се радува, тоа е, не знам каква награда да добиле, дека нешто документирале. И оние кои тоа го работа, колку да имаш плата, да живееш од нешто.
И точно ги имав детектирано грото за минаа тие што не им беше новинарството во крвта, како да кажам. Се сеќавам дека Никола Солдатов на вам и на таа генерација новинари ви оставил аманет. Апсолутно. Еднаш новинар, секогаш новинар. Не знам, често пати го спомнувам, многу ми значеше, нели, он ни беше менторот во МТВ, Никола Солдатов ни беше не само ментор, критичар, пријател, како втор татко сме го доживувале. Многу работи, многу негови совети до ден денес ми останаа. Едно од тие такви негови мисли беше баш, нели, новинарството ти дозволува индивидуално да покажеш, нели, кој си, шо си, кој ти е квалитетот. Кога ќе станеш уредник, си веќе пола бирократ. А главен уредник, ти си бирократ. И ете тоа е. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам го за поканата. Тоа беше Јадранка Костова, главен уредник на неделникот Фокус и овогодишен добитник на наградата за животно дело од страна на Сдруженијето на новинари на Македонија.